Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија. Нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме на нашето место, и денеска сме расположени, затоа што и денеска ќе ви направиме една убава музичка кулинарска емисија во која што, верувајте, ќе уживате и вие. Рецептот е многу лесен, ќе си го запишете, затоа што навистина брзо се прави. Можете дури да си гледате телевизија и да го правите, затоа што навистина е лесен. Поздрав до сите вас ширум светот, да ве поздравиме и да си ги поздравиме нашите редовни гледачи од нашата ни убава Македонија. А колку ни е убава Македонија денеска ќе видите, затоа што јас имам денеска посебни гости кои што се облечени во нашата македонска традиционална облека, ќе ни кажат од каде е таа облека и се надевам дека ќе ви бидеме интересни. Си го повикувам прво Роберт. Роберт, добре дојде. Добар ден, добро ве најдов. Многу си убав дотеран, Фала ви. Прекрасно ми изгледаш. Повели од оваа страна. Ви И благодарам. сега да го повикам и Никола. Добре дојде, Никола. Добро ве најдов. Како си? И ти Супер, многу супер. убаво ми изгледаш. Леле, вака јас. Сега ќе си бидам вака леле со стројни момчиња. Прво пред се добри ми дојдовте, ми испочитувавте што дојдовте во традиционална облека. Од каде потекнува оваа убава облека? Ова убава облека потекнува од Родовишкиот регион, поточно од Родовишки шоплук. Така ли Да, се нарекува? оригинална. Бидејќи ти си тој собирач на народни носи и Така, знаеш така. точно али кјустекот ти е феноменален. Благодарам. Дај да видам и твојот. Малку поразличен, ама добри, убаво. Навистина оригинална носија. Многу ме радува што дојдовте и денеска на нашите гледачи ќе им направиме една нетрадиционална трпеза, но нешто слично. Традиционална музика ќе ја направиме. Традиционална музика, а ќе подготвиме пица која што не се меси. И ќе биде навистина лесно. Па вие подгответе се, затоа што со песна треба да почнеме, да ни биде убаво, подгответе ги инструментите или вака сакате, без инструменти? Како сакате? Како вие песната? Може без инструменти. Ајде, чекаме песна, колеги, за да ни почне денот убаво. А даде ја на многу надалеку, многу надалеку преку 2-3 гори.
сум со браќа и сестри. Фала ви. Убава песна, што јас сум ја пеела уште како девојче. Ме израдува со оваа песна, иако е тажна, но убава. И јас во црно облечена, ти рече да ми кажеше белата промена ќе ја донесев. Следниот пат, ова беше изненадување. Следниот пат ќе биде. Сега ќе го подготвиме нашиот специјалитет и ќе си правиме муабет. И морам да кажам дека многу јас се радував кога те слушнав како пееш на една планина, на една убава ливада. И реков, мора да ми дојдеш во емисија, ти рече тетка Дракче за тебе во секое време. Сега во саботата ми излезе спотот на оваа песна. На Јана направив спот и во саботата може гледачите да погледнат на мојот YouTube канал Роберт Митров и да погледнат. Ба јас ќе ја споделам, кај мене сите ќе ја видат. Сега тебе ќе ти дадам задача да ни исецкаш шунка, како за пица, нели? Да. Јас ќе го повлечам брашното од оваа страна и кетчапот додај ми јајцето. А потоа ќе ни рендаш и кашкава. А на Никола ќе му дадеме друга задача. Да почнеме? Можеш, да. На Никола ќе му дадеме печурки да ни сецка малку. Повели, сите нешто мораме да работиме тука, нема... За да биде едењето готово. Поради тоа што треба да бидеме супер и за гледачите да им биде, да видат дека моите гости знаат нешто да работат. Тебе мало ноже ќе ти дадеме. Повели. Ете така. И во ова сецканите. А јас дека да ги ставам. И тебе ќе ми ти дадам. Не се секирај. Тањирчиња тука имаме купишта. Ајде, повели. И, значи, Јана веќе овековечена. Инаку, јас имам внучка Јана и името мене многу ми е омилено. Па вака, јас сакам сите стари песни да се обноват, затоа што сум љубител на старите песни. Има многу песни што ги знам од мојата баба. И треба да оживеат. Не се снимени никаде. И затоа во нареден период ќе се потрудам да бидат снимени сите тие песни студиски и да бидат хит за нашата македонска музика. Ма како вие звучите, тоа не знам, мислам планината се радува кога вие свирите секоја чес. Еве додаваме. Така се релаксираме ние и одлично. Биде супер. Преубаво. Овде ќе го додадеме јогуртот. Браво. Не мораш сите, само неколку заради ова тавче, колку што ќе ни биде нели доволно за одозгора да направиме нашата пица. Вика Роберт, тетка Дракче, ич не ме бива заготвен. Ама викам тебе за сецкањето бива, вика ќе се потрудам. И еве сега се труди дете и едно и друго. Кажете ми сега љубовта кон музиката. Никола ти? Тапанот, кавалот, народните инструменти исто? Јас сега завршив 4-та година во Штип. Свирам кларинет. Така. Кавалот го свирам од 6-7 оделение. Браво. И сега ќе почнем да свирам саксофон за брзо. Тапанот така, чисто. Не знам. Па на вас, значи вам не ви е потребно, како да кажам, нели вообичаено кога ќе прават свадба, па вика специјално да дојдат зурли, тапани, ама на вас не ви е потребно, вие тоа се сами го правите. Така е, така. Да. Нели? Па да. Еве, додадовме пециво, додадовме малку шекер, сега ќе додадеме малку сол, да не ми ја пее после Роберт песната јадна доца леп ме сила. Забравила сол. Сол да стави. Така. И јас викам чекај, доволно, супер. Одлично, викам чекај да не ме кара тука, после ќе речева тетка Дракче не додаде сол. Ајде и сега и масло ќе додадеме. За да ни биде... браво, како ги исецка, леле. Браво. И ти исто, нели? Музиката е твојот живот, твојата љубов. Музиката е мој живот. Јас, од кога знам за мене се... Пошто сам растел во таква фамилија, мојата баба свиреше многу добро на тамбура. Браво! Испееше, добивано многу награди, многу први места. Дедо ми исто свиреше на гајда и сум растел и сум задоволен со таква музика и сакам музиката од таков тип, изворната музика да остане во сеќавање и да биде нешто пример за нашата македонска естрада па и подалеку.
Паметна работа, да ти кажам. Ем сеќавање на предците, ем за тебе, ем за идните генерации. Нели тоа ќе си биде супер. Во еднина имам замисла да направам песна за мојата баба, пошто имам наследено од неа Така? да пеам Браво. и да свирам, да Одлично. ја оживеам во песна. Да не ми биде мака. Одлично. Како се викаше баба? Баба ми се викаше Карамфилка. Ај, Карамфило моме. Да. Браво, значи и убаво име, традиционално. Еве сега како треба да изгледа смесата за ова наша пица. Значи додадовме едно јајце, 170 грама на брашно, 250 мл јогурт, 3 лажици масло, 1 лажичка шеќер, 1 лажичка сол и пecivo. Еве сега. Добро, и ова ќе го повлечам. Какви сме брзи, мајко. Затоа што ќе треба да се свири, јас кога го ставам тавчето во рерна, иначе не ми се пече, другари. Морам да бидам весела, за да ми пече тука добро и шпоретот. Види го. Добро е, доволно е. Сега само кашкавалче. Добро. Да го изреднаме? Да. Можеш, да. Можеш, снаоѓај се. Сега што да ти кажам, снаоѓај се. Гледаш како јас се снаоѓам со 300 работи. И така. Кажете ми, вашето семејство сега сигурно не гледа дома и пријателите сите ќе дознаат, бидејќи Канал 5 телевизија предвремено ги најавува нашите емисии и ќе биде после пофалници. А јас се радувам многу. Исто и ние се радуваме и нашите родители се горди на нас. Така. Пред се што ја негуваме македонската музика и што полека почнуваме да ја реализираме во телевизиите, па мислиме ќе биде супер. И сите да знаат, и сите да гледаат, ете така. Да слушаат и да се радуваат на македонската Овде музика имаме и тесто песна. за 2 пици. Јас една поставив, но тоа не значи дека по завршување нема да направиме уште една. Ете така. Добро. Ќе ја испечеме и другата. Зашто ако го сипеме целото тесто ќе ни биде подебела. Добро, може ќе видиме како ќе изгледа. Ете така, браво мајсторе. Па ти си спремен сега и пекарска да направиме пекарница за пица. Можеме да додадеме. Скриен талент, вика Скриен мојот. талента ми. Вика, тетка Драгче, не ме бива за готвење. Тој што си го бива, за се си го бива. Многу ме радува што јас кога те поканив рече баш сакам со мерак ќе дојдам, ќе го донесам и Никола, може ли и уште едно девојче, може и уште едно девојче да не слика и снима колку сме ние убави. И затоа ние девојчето си го поздравуваме. Поздрав до девојчето. Како сме тајни, не кажуваме имиња. Добро. Тоа е. Ајде, сега една лажичка да си земам за да го поставиме. Томателото. Вие можете, јас додека си мачкам овде си правам, да си ги измиете рацете и да си ги земате инструментите. Мене камерите ќе ме следат. Вие слободно спремајте се за да си направиме она што нам ни е потребно. Секако што е редот. Рековме сега нешто во живо, така? Ќе биде интересно. Ете така, колеги, сега го додавам. И овој специјален доматен сос за пица. Ете така. Добро. Сега ќе го наредиме да биде побогато. Добро. Ете така, јас сега овде се обидувам максимално да бидам на сите страни, да биде богата распоредена шунката. Да. Роберт си проба таму со неговата гајда, ама мора така да биде.
И ако слушате звуци, тоа се од гајдата, не плачеме овде. Добро. Браво, браво, браво. Весело ми е, весело во студиото, убаво.
не пица, ова и баница четврска ќе направевме Така е. за ова време. Вие ќе одморите малку, а јас да го барам рецептот на денот за да го прочитаме, за да Може. здивнете малку. Да. Ајде, одиме со рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Пица без месење тесто. 170 грама брашно, 250 мл јогурт, 1 јајце, 1 лажиче сол, 1 лажиче шеќер, 2 лажици масло, 1 прашок за пециво. За филот 200 грама кашкавал, 200 грама шунка или кулен, 100 грама печурки, оригано и сусам. Ете, сето тоа нам ни беше потребно за денешниот рецепт, но и многу музика за да ми пече шпоредот мојот другар. Се одморивте малку, здивнавте? Да. Здивнавте Супер. сега, одлично, нели? Го вклучил Никола, му реков, вклучи го джесето за чајче да направиме. Да се напиеме чајче. Ние ќе пиеме чајче, но јас морам да ти честитам за твоите 5 веќе испеани песни, студиски снимани и сите тие работи. Веќе во очекување сме на следните. За вас двајцата поканите фрчат, веќе се ве бараат на народни собири. Со Господ напред. Кога те барав, беше на Спасовден, после на Свети Кирил, не знам каде беше. Па на 31 во Велусен. Да, секаде, значи многу ве бараат, заеднички настапувате и навистина сте убави. Морам да те испокарам малкучка. Малку ќе те карам пред гледачите. Не се лутиме. Кога ти барав, Роберт, прати ми музика. Зошто ти мене тој убав твој спот за Јана убава не ми го пушти? Да го пуштеш Чисто за крај. заборавив. Ама тоа не значи дека јас не можам да си го пуштам кај мене на Може и моите гледачите да го гледат на мојот така. YouTube канал Роберт Митров. Ете така. Прекрасен спот со етно стил. Етно стил. За да не те карам, а ти си вака весел, сега ќе ни пееш повторно. Обавезно и за тоа. Правиме чај. И тоа за тарпеза, за честна тарпеза. Ајде, одиме со песна. Драги мои колеги. Запеј ми, внуче,
браво. Гледаш како со песна бидна? Чесна трпеза. Сега чесна И трпеза. чесна пица. Чесна. Вкусна. Како ми викаш така драгче, сега кој ќе ја напишам дома, па кој ќе ја правам секој втор ден. Обавезно, и тоа со вкусна. И Никола вече, и Никола спремни. Додека ова, чекајте, момент, сака да ја покажеме, но прстите ми значат, колеги. Ека многу ми значат прстите. Како Фино. мириса. Мами, оди спремај веднаш гајдата, тапанот, затоа што уште малку имаме време да ги развеселиме нашите гледачи и да бидат навистина расположени. Чајчето ни е готово. Се надевам, драги мои, ви се допаднавме. Рековме една лесна навистина, без тесто, брзо да се меси. Ова само со маталка, убава пица. Одлично. Браво. Ги чекам моите драги гости да ни освират, да им заблагодарам. Никола, уште една шудри ова за мене, вака, најсилно, вака. Ете така да се знае кои биле гости овде. Искрено и од срце да ве гушнам. Ви се допадна? Прекрасни бевте, прекрасни како асистенти, како другари, како музичари. Значи, верувате дека нема да ви ова туку така помине. Ќе ве чекам и во 4-та сезона. Обавезно. Да направиме Со драга волја. уште поголема трпеза. А ако ти треба добра свекарва за во спотот, јас.
Ама добра. Обовезно добра и лична. Лична и добра, благодарам. Драги мои, тука сме на самиот крај. Се надевам дека ви се допадна денешнава емисија. Пицата е лесна. Можам да ја направам, но не знам вака да свирам. Ама убаво си играв. Ве сакаме, се гледаме. Чао!